Програмата е прекината поради Play In. И за крај на денешното издание на Play In ви ги представуваме ракотворците од Балканската колонија на ракотворци. Еве кои ги издвоивме за денес. И денес продолжуваме со Балканската колонија на ракотворци. Со мене е Весна, таа изработува нешто од срма. Што точно ќе ни објасни таа? Весна, добре дојде. Добре ве најдов. Ајде, кажи ми што точно изработува твојата техника и што е ова што го изработуваш моментално? Так, значи јас изработувам слики од срма, срмен конец во филигранска техника. Значи оваа техника е карактеристична само за нашето поднебје и затоа и е толков интересот за овие слики. Така, значи само во Македонија се изработуваат вакви, на друго место нема? Не, ако филигранот среброто го работат во Русија, Јужна Америка, оваа техника е карактеристична само за Македонија. Така, сега моментално изработуваш пелистерската мечка. Колку време ќе ти, според тебе, би ти одзело ова? Па ова веќе 2 дена го работам, а мотивот ми е зададен како задача на сите овде ракотворци од Балканската колонија. Ете, ќе те вратам на твоите почетоци. Кажи ми, кога почна, на колку години, кој беше твое прво дело што го изработи? Така, значи ја од секогаш нешто изработувам, секогаш сум сакала нешто да направам со моите две раце. Меѓутоа и многу се воодушевував на убавината на овие слики од срма, па посакав да си направам една и за мене. И така да првата и не беше толку успешна, немаше и некоја симетрија во нејзи, не знам ни дали воопшто личи на пеперутка, меѓутоа таа е една од моите омилени дела која што и ден денес си го има централното место во мојот дом. И така, потоа следеа веќе значи првото беше пеперутката брош, потоа паун посакав да си направам и така се реда едно по друго дела, секое наредно беше поубаво од претходното, значи и така. Почнувајќи да ете, според некое мое лично видување, од тие почетоци, љубовта беше голема, ќе речам, техниката се надоградува. Дали се уште имаш го имаш тој ентузијазам и таа љубов како тогаш кога почна? Да ви кажам јас дека не поминува дена да не фатам конец во рака, значи тоа мора денеска да го направам, дозата. Така да, не знам, можам да кажам дека се поголема е љубовта. Значи, секогаш нови идеи во глава. Навистина и мене ми е се реализира тоа. И мене ми е пријатно тука кога се дружам вака со креативни луѓе, навистина ме фасцинирате со вашите креации. Освен оваа срма, кои други видови на техники ги обработуваш, што друго изработуваш? Така е, како што кажав, сакам секаде да се опробам, меѓутоа овде навистина се пронедов. И така сум пробала, значи исто филигран од хартија или квилинг наречено. Исто работам и пирографија помалку, тоа е ова цртање нели на дрво со оген, односно со пирограф, апарат наречен пирограф, да. И сега најново го изучив и филигранскиот занает, па така да сега веќе стартувам и со изработка на сребро во филигранска техника, ова се некои мои дела како за почеток. И така, меѓутоа сликите од срма остануваат моја прва љубов. Значи, како што кажав, не поминува дена да не изработам некое дело, да. Сега ме интересира уште ова, ќе би те запрашале, нема повеќе ти одземам време, знам дека треба да го работиш ова. Кажи ми, може би имаш некоја бројка, колку дела имаш изработено? Не, тоа не знам. Немам, не сум бројала. Верувам се многу. Па многу се, да, многу се, а најбаран мотив, значи најмногу што имам изработувано, тоа е пеперутката брош, дефинитивно прво место. Весна, ти благодарам за извоненото време и фала ти за овие убави информации кои ни кажеш. Благодарам. Play In.
Продолжуваме понатаму со разговорите со овие навистина интересни креативци. Ке зборувам овој пат со Анжелика, која изработува техника која работи со прсти. Ајде сега, кажи ми за почеток, што е ова што го изработуваш ти, колку е тешка таа техника изработување на слика, на керамика, на грамофонска плоча, како што кажа, со прсти? Па, за мене и не е баш нешто многу тешка, затоа што веќе тоа го работам и го усовршувам. Значи, се уште го работам само тоа. Го Кажи ми, работам од кога започна оваа љубов кон ова? Па со разлевањето конкретно и апстрактната уметност многу одамна, значи од дете. А имам 44 години, така да значи на добри 30 на години од прилика го правам тоа. Сега само го усовршувам. Така, значи изработувате слики кои работите со прсти. Овој пат имате темата големата мечка и игличките на борот. Колку време вас ќе ви одземе? Готово. Готово е веќе, да? Да, би сакале да го видите? Па може да го видиме да колку го имате тука некаде. Да, имам и на платно. Сега морам малце вака, пошто условите така ни дозволуваат, Добре, нели? сега, тука се работи така да мора да од сите страни да ни. Значи, ова е мечката. Ова е изработка на платно. Значи, ова е изработено со разливање на прсти. бои. Да, разливање на бои и добро, има малку и контур паста некаде додадено, скицирано и така натаму, инаку овдека главен момент е разливањето на боите. Така, навистина како што го можам да заприметам јас и преносот на боја, таа транзиција од една во друга боја е навистина прецизно изработено, што е за пофалба. Благодарам. И изработено е на грамофонска плоча. Оваа грамофонска плоча јас ја видов вчера, навистина ми привлече внимание и навистина убаво изгледа. Да, и таа е готова. Ова е веќе и релјефно. Ова е веќе и релјефно, да, и ова е малку работено подолго време. Значи, припремите беа започнати од пред 10 дена, со тоа што тука ја доработував. Инаку, ова е исто во абстрактна форма и сами би требале да си ги пронајдете мечките и Така. све останато. Значи имагинацијата наша проработи. Да си создадете. Ова е мечката? Ете, ти си ја најде, например, добро, едната од нив, супер. Добро, еден плюс за мене. Да, и тоа е тоа, значи исто работено е во флуидна техника еден дел, работено е со прсти, значи релифот е работен со прсти, мечката е работена со прсти. Така, дали може би добивате ете порачки од некои луѓе тука од Македонија, може би од странство, кои сакаат да ги имат ваквите дела во својот дом? Да, малку е незастапена оваа техника овдека кај нас во Македонија, малку е и чудна. И Кај нас до душа се е чудно. Кајте како се однесуваат, како се однесуваат луѓето надвор од Македонија? Дали може би сте имале контакт со други уметници кои изработуваат вакви дела надвор од Македонија? па да. Конкретно уметниците како уметници, значи и тие самите ја усовршуваат таа техника секојдневно, што е многу нормално. И ги радува тоа што има некој во Македонија што го прави тоа и што баш е посветен. Мене ме радува фактот што тука ги имаме собрано во обителот навистина еден куп креативци, што мене ми е навистина чест да се дружам со вас. Сега би сакал да ги погледнеме и вашите останати дела. Освен тоа, пред да ги погледнеме, сакам да ве прашам што друго имате изработено и може би имате некоја бројка на колку дела вакви имате изработено. Бројката е огромна, значи не знам ни сама колку све секојдневно нешто извира од мене, така да значи се работи некои слики големи на платно, се работи на стакло, значи тоа исто разливање малце е таа поспецифична техника, затоа што самите бои се поспецифични. Ке погледнете таму, ке видите. Керамиката како керамика е исто све работено со прсти и контур паста. Така да секојдневно искачаат дела од мене и дали е на керамика или на грамофонски плочи, иако морам да кажам дека мојата прва љубов кон абстрактната уметност со суштина излезе точно од грамофонските плочи пред 28 години, каде што таму почнав да се пробувам со разлевањето на боите и сега само ги усовршувам и тоа многу ме радува што е така. Анжелика, ти благодарам за извонето време. Ти посакувам успех и да продолжиш со оваа креативна работа. Фала на вас. Play In. Тука е крајот на денешното издание на Play In. Јас ќе ви се заблагодарам за вашето присуство и за вашето внимание, а вие и понатаму останете со нашата програма. Се гледаме утре. Чао!
Play in.